Еврејската група Лев Тахор бара толеранција од жителите на Охридско. Велат во Македонија дошле да се помолат на гробиштата од своите предци и да ги посетат туристичките атракции во земјава. Немаат намера овде да останат, имаат регулиран туристички престој и потребни документи. Велат не представуваат опасност за никого и не сакаат никому да наштетат. Се плашат од заканите и омразата на местното население. To do some tourism, explore Jewish heritage, and go to Jewish graves and Jewish museum and synagogues, whatever. And basically, we mostly wanted to go to Jewish graves to pray. Се уште имаме добри впечатоци. Мислиме дека Македонија е убаво место со многу добри луѓе. И покрај тоа што има и такви кои ни се закануваат и се однесуваат код нас агресивно. Дојдовме овде исклучиво од туристички побуди, да се помолиме на еврејските гробишта, да ги посетиме еврејските музеи и цркви, да се запознаеме со историјата. Немаме намера да останеме овде, сакаме само да ги имаме правата да бидеме овде само како туристи. Имаме право да останеме 90 денови, но ние планираме да останеме само 1 месец. Сакаме само мирен престој, да имаме покрив над глава, место каде што ќе може да сготвиме и да ги оствариме нашите туристички цели. Досега немавме прилика да посетиме ниту едно место од планираните. Потрошиле цело богатство пари додека да најдат соодветно место, бидејќи од сегде ги бркаат и нигде не се добре дојдени. Закани и омраза имало и во Босна и Херцеговина. Оттаму заминале не поради депортација, туку затоа што му истекол периодот за туристички престој. Оваа група од 37 членови немаат постојано место на живење. Велат бараат земја каде што ќе може слободно да живеат и да ја негуваат својата религија. Thrown from one place to the other and not able to survive. Ние немаме постојано место на живење, само патуваме. Често патуваме и се уште бараме земја каде што ќе имаме дозвола слободно, во потполност да ја негуваме нашата религија. Затоа патуваме, не знаеме кога ќе ја најдеме таа земја што ја бараме. Во меѓувреме истражуваме, ја бараме таа земја. Дел од луѓето кои се во нашата група имаат своји бизниси, од каде што се финансираме. Некои имаат онлайн бизниси, некои имаат заштедени пари, но и добиваме поддршка и од други луѓе. Собственикот на хотелот каде е сместена групата Лев Тахор вели дека е непријатно изненаден од реакциите на жителите на Лакочерей. Реакциите сум изненаден. Не очекував вакви реакции, али можам да ги сватам дека медиумите расширија фама која што ето не оди во полза нити на објектот наш нити на самите гости кои ги сместивме. Ете вие живеете со? Јас живеам тука, значи сум 24 сати, мојата ќерка дојде од Америка на 3 недели со дете од година и 2 месеци и спиеме соба до ними. Така да моето дете пред се е подраго од сите, али тука ја не гледам никаков проблем, не гледам никакво насилство, чак обратното, луѓето се исплашени од нас. А не ние од ними. Тие не излегуваат од соба, 2 дена се во хотелов, не излегуваат од соба, се плашат од местното население дека ќе му наштети. Лев Тахор е еврејска религиозна група основана во 1988 година. Честото селење е типично за групата, па така освен во Македонија и Босна и Херцеговина, одреден период престојувале во САД, Канада, Израел и Романија. После Куманово и Скопје, моментално се во Охридското село Горно Лакочерей. Групата брои 37 членови, од кои 17 се деца. Жителите на Лакочерей за вечерва најавија протест пред хотелот, каде се сместени и бараат нивно заминување од селото.